Овој впечатлив објект се наоѓа на територијата на општина Демир Капја. Кога ние бевме таму, во работен ден и во работно време, не видовме жители или посетители. Според објавата на интернет огласникот Пазар 3, која датира од 7 февруари 2024 година, објектот е на продажба. Опишан е како хациенда изградена во бразилски стил. Ало. Добар ден. Добар ден. Представувајќи се како заинтересирани купувачи, се надевавме дека ќе дојдеме до собственикот. Дојдовме само до агентка за недвижнини, која ни кажа дека објектот е продаден уште пред 3 години, за цена од 4,5 милиони евра. Пред колку време се продаде? Пред 3 години. Причината поради која се заинтересиравме за објектот е што додека во оглас се продава или се продавал како хациенда, на артија е нешто друго. Според податоците од Агенцијата за катастар на недвижности, станува збор за објект со намена Б21. Тоа е ознака за клиники, односно објекти од терцијарна здравствена заштита. Собственик во моментов е лицето Сашо Николовски. Како е можно едно на хартија, а друго на терен? Земјиштето на кое се наоѓа објектот општина Демир Капја го продала преку електронска аукција на 22 февруари 2012 година. Намената уште при продажба била изградба на објект за здравствена и социјална заштита. Веројатно, затоа и се продало за само 120 денари за квадратен метар. Купувачот со потписот се обврзал дека ќе го изгради објектот согласно урбанистичкиот план во рок не подолг од 6 години. Објектот е изграден многу порано пред истекот на рокот, но ниту станал, ниту наликувал на здравствена или социјална установа. Овие снимки од локацијата се од пред околу 1 месец. Полицајците не се таму за да ја решат мистеријата, како болницата станала хациенда, туку да урнат ограда за на незиното место да се изгради пат. Пат што ќе води до несудената болница. Браво, еве! Оградата која се ручеше таа вечер била изградена во 1958 година. Тврди Ристет Димов, човекот кој ги предводеше протестите и кој е собственик на рибникот сместен за срушената ограда. Рибникот екзистира од далечната 58 се до 2003 година се менуваат неколку собственици. Дури и државата е во неколку наврати собственик преку риболовни здруженија, експериментален топ на пастрамки и така натаму. Собственици сме од 2003 година. Рибникот Royal Fish, вели Димов, во моментов вработува 30 на луѓе. Продава риба и рибни производи и дома и во странство. Изградбата на хациендата, односно патот до неа, се прашање од животно значење и за него и за оние што го вадат лепот од оваа место. Сите зафати што сме ги правеле, како и систем за рециркулација, градежни делови и инсталации, сме ги правеле во склоп на просторот поточно помеѓу оградата и рибникот. За нас, како правен субјект, односно како фарма за производство на виножитна пастрмка, изградбата на пристапниот пат до хациендата буквално би значил уништување на нашиот бизнес и уништување на нашата фарма. Зошто? Затоа што во тој простор помеѓу оградата која што неодамна беше турната од градежниот инспекторат и базентите за топ на риба се наоѓа инсталација, подземна инсталација на цевковод, подземна инсталација на кислородна апаратура, односно дифузори за збогатување на таа вода, електрични инсталации и така натаму и така натаму. Апсурдот да биде поголем и државата учествувала во развојот на тие инсталации преку субвенции од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделство и руралниот развој. Проблемот, вели Димов, е поради тоа што во 2011 година се изменил урбанистичкиот план, со кој врз нивните инсталации и базени кои се изградени во границите на оградата на стариот рибник е нацртан пат кој води до еден и единствен објект, веќе споменатата хациенда, односно несудена болница. Се понудивме до државните власти, до локалните власти, до локална самоуправа, на наша иницијатива
во независно каква форма они би сакале. Дали тоа да биде како донација до општина, дали тоа да биде со нивни подготвен проекта, наша изведба, значи било како. Ние да инвестираме во пристапниот пат до Хациендата. Ние го со наши сопствени средства. Ќе работиме неколку години за таа цел, се со цел да има и мина овој објект, бидејќи има историско право за нешто што постои од 58 има историско право да екзистира. И после нас, за наредни генерации. 360 степени се обрати до општина Демир Капија со повеќе прашања во врска со случајот. Дел беа за околноста дека на државното земјиште продадено за болница денеска има хациенда. Дел за спорниот пат. Не добивме одговор и покрај тоа што се обидовме неколку пати. Но општината, сакала не сакала, ќе мора да му одговори на Уставниот суд. Таму е доставена иницијатива за оценување на легалноста на урбанистичкиот план со кој е всртан спорниот пат. Адвокатот Блаже Крчински тврди, спорните измени од 2011 година подразбираат дека на сила бил основниот акт, а тој според него не бил. Истиот требало да биде усогласен со законските одредби од Законот за просторно и урбанистичко планирање во 2006 година, меѓутоа тоа не било сторено. Потоа со измените на законот се дало можност на локалните власти да направат измена и дополнување на планот до 2009 година, меѓутоа и тоа не било сторено, а самата измена која што е актуелна, односно која што е во сила и која што општината ја применува, е донесена 2011 година. Од таа причина сметаме дека деталниот урбанистички план не може да биде применет, бидејќи истиот се базира на акт кој што не бил во правна сила, односно кој што престанал да важи. Како доказ дека е точно тоа што го говори Крчински, посочува и на документи од Министерство за транспорт. Поточно, станува збор за одговор од транспорт на иницијативата на Рибникот од 2017 година. Да се смени урбанистичкиот план во кој е предвиден патот. Од една страна, при примена на деталниот урбанистички план, односно измената и дополнување на општиот акт, општината смета дека актот е во сила и го применува, а од друга страна постои мислење на, односно известување на Министерството за транспорт и врски, во кој што е наведено дека општиот акт, односно актот врз основа на кој што се донесени измените и дополнувањата, не е повеќе во правна сила и е неважечки. Па затоа цениме дека во конкретната ситуација општината не може да го спроведе, односно да ја реализира изградбата на патот, бидејќи истиот не постои во урбанистичко-планската документација. Општината сепак веќе тргна во спроведување на планот. Неспорен е фактот дека земјиштето за патот е државно, но неспорен е и фактот дека објектите од Рибникот на него се легални. Нејасни се многу работи, но најмногу зошто меѓу болницата и Рибникот државата ја интересира само интересот на хациендата.